Добро утро во ова петочно издание на Обштествена сцена. Иако пандемијата и мерките против неа се уште се на сила, во културата е динамично. Оваа недела имавме неколку настани кои што ја одбележа, а тоа е дека аквадуктот во селото Визбегово, споменик од 6 век, беше прогласен од страна на владата за споменик со највисок степен на заштита и се смета дека конечно проблемот со неговата запуштеност ќе биде решен и тој ќе стане атракција и во државата и за странски туристи евентуално. Во Музеот на современа уметност се отвори една голема изложба на уметноста, на македонската уметност во 70-тите и 80-тите години, а за тоа ќе проговориме точно во оваа денешна обштествена сцена. Јадро, најголемата асоциација на независна култура во државата, протестираше и бара од Министерството подобар третман на независната сцена. Утрово се јавија и танцовите компании кои што бараат владата да ги симне забраните за овие танцови простори и најавуваат дека ќе бараат и одштета. Вчера не погоди тажната вест, почина академик Богомил Ѓузел, есеист, поет, прозаист, преведувач. Имено тој го преведе Шекспир и Елиот на македонски јазик и се надеваме дека во некои од идните изданија на утрински брифинг ќе се подсетиме на неговото дело. Денеска е светскиот ден на книгата. Македонската порака ја напиша писателот Димитар Башевски, во која што вели: Историјата на книгата е историја на човекот, на човештвото воопшто. Книгата се пробивала низ небитнините, низ војни, низ победи, но и низ порази, низ епидемии и забрани и неретко низ спалување на кладите. Така што сега, сред неволјата, книгата си наоѓа агол каде што ќе се заслони и од затворениот прозорец ја емитува својата духовна сила, што поместува копна и големи води и сред космичката осаменост, како што вели Шимборска, ја збогатува нашата човечност. Исто така тој зборува и за годинешниот јубилеј на Блаже Конески и за значењето на библиотеките. Но на линија треба да имаме веќе госпоѓа Марика Бочварова Плавевска, кустос во Музеот на современа уметност. Како што реков, на 20 април се отвори една голема изложба, па доколку ја имаме, добро утро, госпоѓо Плавевска. Ќе можете ли на почетокот да ни објасните за каква изложба се работи, бидејќи е таа една обемна, прилично со голем број на автори застапени и се најавивте дека ќе биде отворена до крајот на септември практично. Да, може би се сеќавате кон крајот на годината 2020 година во пократка форма беше отворена изложбата 70-тите и 80-тите години во македонската ликовна уметност, но поради зафатениот простор, таа беше замислена да се постави во просторот за постојаната поставка и оттаму со мало задоцнување успеав да ја потполнам и во голем формат да ги прикажам моите идејни концепти кои се засниваат врз база на еден проблем, однос дел од оние циклуси на проблемски изложби што ги организира музеот, така што се дистанцирав на некој начин од некој обемен историски преглед и изложбата сега го носи насловот главните пунктови на македонската ликовна уметност во 70-тите и 80-тите години. Мислам дека на овој начин може би некој ќе забележи отсуствуваат одредени автори, тие се спомнати во мојот обемен текст и книга што ќе биде објавена.
Така што сметам заради самиот простор и самата идеја да се на некој начин да се акцентираат оние моменти кои ги потикнаа преобразбите во овие две децении. Колку автори се застапени и како го направивте изборот на авторите? Видете, јас ви кажам само дека се спомнати сите оние што учествувале во текот на овие две децении, но се определите за околу 50 автори и со некаде над 80 дела. Со тоа што инсистирав да се реконструираат одредени инсталации кои што ретко се изложуваат во музеот. Така што и тоа ми одзеде дел од просторот, како и големите формати кои се карактеристични посебно за онаа нова слика што се јавува во 80-тите години, но и пред тоа. Мислам дека оваа изложба ќе биде исклучително корисна, особено за помладите, кои што можеби и немале прилика да ги видат овие дела во живо, бидејќи се работи за навистина врвни дела од наши врвни автори. Дали сите овие дела што се представени во музеот се дел од вашата збирка или и од други збирки? Па, заради самата пандемија, како што помнате вие на почетокот, на некој начин бев ограничена да ги посетувам приватните колекции. Од таму главнината е од колекцијата на Музеот на современата уметност, но и од Националната галерија на Македонија, дел од Музеот на град Скопје, како и дел од приватни колекции кои што и самите ми ги доставија делата. А можете ли, госпоѓо Бочварова, да спомнете некои од авторите што се застапени во оваа збирка? Навистина се тоа нашите врвни ликовни автори. Слушајте, јас мислам дека, само не ви кажав дека идејата за спојување на овие две децении не беше некој хронолошки аспект, напротив, беше оној проблем кој што постоеше јас кога се вработив во музеот, она анахроност на 70-тите години, додека главните промени сметавме дека се во 80-тите. Но преку овој дел на изложбата, јас мислам дека посебно е намената за помладите, треба да се разбере дека квалитетот на таа продукција и во 70-тите е фантастичен и отаму, бидејќи не само во класичните медиуми, како например во тоа време најдобрите дела ги создава Душан Перчинков, потоа има свој континуитет Калчевски, Петар Мазев, Хаджи Бошков, Грабул и така натаму. Значи, тоа сепак се работи за нашите доајени на модерната уметност. Но 70-тите се битни што уште на почетокот од тие години се јавуваат и алтернативни концептуалистички случувања, како што беше појавата на перформансите на Коџоман и Бежан, како што беа интервенциите во природа и во интериери на Никола Фидановски и Симон Шемов, а особено действувањето на Узуновски, кој што не анимираше, јас тогаш бев студент на средината на 70-тите, кога не анимираше и кога беа правени интервенции и одредени концептуалистички артефакти од наша страна, создадени од самите студенти, а подпишани во негово име. Значи, некаков момент кој што коинцидираше и со тогашната ликовна сцена на бившите ју простори со кои бевме на некој начин поврзани. Значи, да, и уште да кажем дека 80-тите појавата на академијата наша, на професори кои беа споменатите автори предходно,
создава една фантастична генерација која се уште действува и која што е сега исто така професорски кадар на Академијата за ликовни уметности. Така рековте, веќе намената е главно за помладата генерација, за да во живо ги види тие дела создавани во 70-тите и 80-тите години. Јас многу ви благодарам што денеска се вклучивте во утрински брифинг. Благодарам и вам.